Добро вечер, дневник во 20 часот на Канал Плюс. Еве дел од настаните кои го одбележаа денот. При крај е пробивањето на пристапен пат до Брана Речани. Општина Кочани подготвува тендер за изведувач на градежните работи на самата брана. Изменетата клима налага измена на земјоделските култури. Овоштарите во Пијанечко од доминантната слива се ориентираат и на други овошни видови. Гастрономски фестивал во Штип. Вечерва почнува пастрамалијадата, фолклорен фестивал во Истибања, 5-дневна ревија на фолклорни асамбли од 3 континенти. Денес попладне со промоција на маскотата и со надпревар во брзо јадење почнува Штипската пастрамалијада. 3 дена гостите ќе уживаат во штипскиот гастрономски бренд, но на овие високи температури лекарите препорачуваат умерено консумирање и на пастрамалиите и на алкохолот. Вечерва и официјално започнува 8-то издание на Штипската манифестација Пастрамалијада 2015. Според одговорните од општината, подготовките се завршени и што се однесува до нив, Пастрамалијадата може да започне. Значи локалната самоуправа заедно со сите организации, односно сите што се вклучени во организацијата Пастрамалијада 2015, соработа се веќе при крај, поставени се 26 штанда, меѓу кои од нив има 3 винари, поставена е бината и можеме да кажеме дека слободно може да започне Пастрамалијада 2015. Од јавното предпријатие ИСР дознаваме дека во однос на одржувањето и чистотата на просторот каде ќе се одржува Пастрамалијадата, па и на влезовите во Штип ги имаат завршено своите обврски, а за оние кои несовесно ќе се однесуваат, ќе фрлаат смет на несоодветно место, предвидени се парични казни, велат од комуналната инспекција. Истите ќе бидат казнети, значи по законот за јавна чистота. Казните се движат од 50 до 200 евра во денарска противвредност. Сите угостители кои имаат закупено простор веќе ги комплетираа своите штандови. Велат очекувањата за првата вечер не се големи, но на мислење се дека втората и третата вечер ќе имаат повеќе посетители. Има 30 бориња. Тука најмалку ќе збере 100 души, може и повеќе. Какви ви се очекувања? Денеска солидно, али од утре натаму. Мислам дека ќе имаме повеќе. Петок, секоја година е така и така, али утре викенд ќе биде фул. Недела исто, повеќе? Да, недела цеца. Како и да е, вечерва започнува викендот со многу музика, конзумирање пастрамајли и она што следува со најпознатиот штипски бренд црно вино, а за оние што преферираат и пиво. Оваа комбинација на високите температури, неочекувани за овој период од годината, според лекарите представува лоша комбинација и затоа препорачуваат умереност. Мислам дека за оваа време пивото посоодветно, тоа е добриот дел од сето тоа, меѓутоа алкохолот и еден обилен оброк е сепак не многу препорачливо во комбинација со температура над 25 степени. Внимателно за сите, да нема надпреварување во тоа колку може да се еде, секој да се вклучи самоконтролата и анализата дали треба да зема и колку треба да зема. Во секој случај, доколку има потреба, како и секоја година наназад, вработени во брзата помош ќе бидат во населбата 8 ноември со амбуланско возило, за да помогнат на оние кои евентуално ќе претераат со јадење и пиење. Од друга страна, од секторот за внатрешни работи Штип потсетуваат на измените на режимот на одвивање на сообраќајот на улицата Борис Кидрич. Возилата кои ќе се движат кон наведената локација ќе се пренасочуваат по улиците Партизанска, односно по улица Боливаријана, позади поставената бина. Апелираме до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните знаци и правила и дадените знаци од униформираните полициски службеници како би дошло до непречено и безбедно одвивање на сообраќајот. А воедно апелираме и до возачите на град Штип да ја намалат употребата на моторните возила. За подсетување, вечерва во 18 часот ќе се промовира маскотата на Пастрамалијада 2015 во 19:30 Джиновската пастрамајлија. Музичкиот дел започнува со Јулија, по која ќе следуваат Ванчо Тарабунов и Јордан Митев со групата Академци, а ќе заврши со штипскиот диџеј Дејан Арсов. Джиновската пастрамајлија е веќе подготвена, со што официјално ќе започне манифестацијата. Екипата на Канал Плюс присуствуваше на местото каде што се подготвуваше највкусната пастрамајлија.
Екипата на Канал Плюс телевизија присуствуваше на местото каде што се подготвуваше Джиновската пастрамајлија. Подготовката траеше 5 часа, а оваа година таа ќе биде долга повеќе од 2 метри. Пастрамајлија се спремаше цели 5 часа. Така, што се беше потребно? Потребно не беше 17 кила брашно, уствари со вода, ванно тамо, 25 кила тесто, 18 кила месо. Должината на оваа джиновска пастрамалија е 2 метра и 10 сантима, ширината е 80 сантима. И вие учествувате исто така, дали беше тешко? Да, не беше тешко, ради тоа што ова е трета година веќе поредка кога приготвуваме джиновската пастрамалија. Значи, тоа е процедурата. Со представување на джиновската пастрамајлија, официјално ќе започне Штипската пастрамалијада. Викендов интересно и разиграно ќе биде во Виничко и Стибање, каде фолклорни ансамбли од 3 континенти ќе го представат својот фолклор и традиција. Фестивалот годинава ќе започне во саботата, со тоа што во 16 часот и 30 минути пристигнуваме на сите ансамбли во Истибања, а во 17 часот ќе се одржи заедничко оро на кое што под звуците на оркестарот од ансамблот Китка ќе заиграат сите ансамбли од светот и ансамблите кои што се планирани за да настапат во саботата. Потоа продолжува со големото дефиле низ Истибање, каде што и секој ансамбл се представи со 2-минутна програма. Во 18 часот и 30 минути е свеченото отворење на фестивалот со интонирање на државната химна и поздравен збор од домаќините и организаторите. А потоа и секој ансамбл се представи со 5-минутна програма. Продолжуваме со останатите теми во дневникот во 20 часот. При крај пробивањето на пристапниот пат до Брана Речани. До крајот на годината целосно треба да заврши пробивањето и подготовките за асфалтирање на делницата. Паралелно се работи и на изградбата на самата брана. Градежиците кои работат на пробивање на пристапниот пат од местноста Мегдан до двете реки велат дека веќе го слушат џуборот на Оризарска река, што значи дека се близу до целта. Неголемиот дел од работите за пробивање и изградба на патот се извршени, а моментално се работи на кракот кој ќе се поврзе со речното корито. Бројна механизација работи на повеќе потези на патот, а минерите поставуваат ново минско поле на карпестиот дел. Иако времето е мошне топло, силните машини не застануваат. Земените работи се веќе во фаза на завршување, односно 90% према зборовите на изведувачот, Трансмет, 90% од земените работи се завршени. Тоа е еден добар знак дека работите течат според планот и дека до крајот на годината тие целосно ќе завршат работите околу пробивањето и ќе започнат работите околу подготовката за асфалтирање и самото асфалтирање. Паралелно со работата на патот течат активностите и договарањата со градежните компании за изградба на телото на браната, како втора фаза од проектот Речани. Значи, како што знаеме, на повеќе лотови, на повеќе пати ќе се работи ова целосна брана. Првата фаза е овој пристапен пат, втората фаза е изградба на телото на браната. Експроприацијата и во тој дел е завршена и се очекува до крајот на наредната недела да се завршат преговорите, односно да биде отворена првата фаза на преговори со градежните фирми. Тоа значи распишување на тендерот за телото на браната и после 4 до 5 месеци да имаме и изведувач на самата брана, значи паралелно со завршувањето на патот да може да се прават подготовки за изградба на самата брана. Председавачот на Советот на општина Кочани Јордан Димитров во реализацијата на овој проект гледа комплексна можност за развој на овој реон од општината. Овде се работи за тежок терен, непреоден терен и сметам дека ова ќе придонесе за развој на овој дел од нашата општина, пред се за развој на туризмот со изградата на браната, а и овие захвати, како што граѓаните ќе може да видат од вашите снимки, се работи за претежно за шумски појас, кој ќе биде добар и за излетнички места понатаму и за развој на туризмот. Штипските социјалдемократи денес ја обвинуваат локалната власт дека врши асфалтирање на улиците во населба Железничка, без претходно да ја обнови водоводната инсталација. Од ЈПИСАР велат во Железничка досега се поставени 1 километар водоводна мрежа и 40 нови приклучоци.
Асфалтирањето на улици без реконструкција на старата водоводна мрежа во населба Железничка не го решава проблемот на жителите од оваа населба. Тие постојано се жалат на чести дефекти и слаб притисок, обвинија денес од Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз од Штип. Дефектите на старите цевки може негативно да влијаат на здравјето на граѓаните. Дополнително, асфалтирањето на улиците без неопходна основа на водоводната мрежа ќе значи постојано оштетување на новиот асфалт при секој дефект, што често се случува. Захариев е должен да им објасни на граѓаните зошто не е направена реконструкција на водоводната мрежа во населбата Железничка и главната линија за оваа населба, иако за тоа има планирани средства во програмата на јавното предпријатие ИСАР. На обвинувањата од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија одговор дадо од јавното предпријатие ИСАР, кој е задолжен за реконструкција на старата водоводна и канализациона мрежа. Само за една година јавното предпријатие ИСАР има поставено и обновено 4700 метри водоводна и канализациона мрежа, истакна директорот на јавното предпријатие ИСАР Ангел Бојаджиев. А што се однесува до Железничка, кој нив многу ги боли, тие во Железничка не заковаа ниту еден клинец. За разлика од нас, кои овде, ние веќе во Долна Железничка ги асфалтиравме целата улица и поставивме некаде 1 километар водовод на луѓето и направивме некаде 40 нови приклучоци. Да ги подсетам дека и во Горна Железничка, сега каде што се асфалтира улицата и ќе биде асфалтирана за неколку дена, поставивме 4 прекопи, кои 4 прекопи ќе служат за спроведување на новите водоводни линии кои што треба да ги ние приклучиме. Проекција на локалната власт е сите приградски населби во општина Штип да се приклучат на водоснабдителниот систем на јавното предпријатие ИСАР. Кривична пријава доби 41 годишен делчевчанец заради продолжено кривично дело, неовластено навлегување во компјутерски систем. Навлегол во системите во 2 банки, од чии банкомати украл околу 150.000 денари. Имено пријавениот во временскиот период од 20 мај до 18 август со цел за себе да прибави противправна имотна корист во 19 наврати неовластено навлегол во компјутерскиот систем на банки во Делчево, од каде што во 4 наврати од банкомати во Делчево одзел 36.000 денари, додека во 15 наврати во банки и од банкомати во Република Српска одзел 109.286.000 денари, со што се стекнал со противправна имотна корист во вкупен износ од 145.286.000 денари. Во етнокуќата во Кочани отворена е 4-та самостојна изложба под наслов Будење во внатрешноста. Во етнокуќата во Кочани е отворена 4-та самостојна изложба на Снежана Лазарова Луна од Велес под наслов Будење во внатрешноста, на која се изложени 30 дела со различна мотивска определба, работени исклучиво со природни семења од кочански ориз и синапово семе. Промотор на изложбата беше Живко Поповски Цветин, хуманист и сликар. За делата создавани во техниката Луна, Лазарова истакнува: Темата е будење на внатрешноста, што како инспирација дава природниот материјал што се создава на тлото на нашата татковина. Всушност, внатрешното будење е едно духовно дарување од Бога. Со задоволство тоа го изјавувам дека уметноста ми е Божи дар, заради тоа што јас сум по образование сосема нешто друго. Будењето, духовното будење всушност е изразување на една уметност која вообичаено овој материјал се користи за храна, но овде се покажува како хармонизирање на два материјала, тоа се кочанскиот ориз и синаповото зрно, односно црниот синап, кој како соединување на двете контрастни, крајно контрастни бои, природни, се вкомпонира во идеален израз на едно уметничко чувствување на уметник. Ликовната изложба Будење на внатрешноста е прва содржина со која започна 24-та меѓународна културна манифестација Денови на кочанскиот ориз во Кочани. Вечерва на програмата е концертот на културното уметничко друштво Мирчаца под Скопје, кој ќе се реализира на летната сцена на националната установа Центар за култура Бели Мугри во Кочани.
Унгарија почна да крева ограда и долж границата со Хрватска за да го пресече дотокот на мигранти и веќе распоредила стотици војници и полицајци. Орбан прецизира дека оградата ќе биде завршена во кратки рокови. Треба да ги спроведеме истите мерки како долж српско-унгарската граница, рече Орбан, додавајќи дека во моментов 600 војници работат на оградата и дека денес треба да бидат испратени уште 500, додека пак за време на викендот се очекуваат и нови 700 војници. Цунами го достигна денеска крајбрежјето на Јапонија, посилниот земјотрес во Чиле. Бран со височина од 70 см стигнал до североисточното крајбрежје на Јапонија во реонот на градот Куџи. Претходно бран со височина од 40 см го достигнал северниот остров Хокаидо. Според синоптичарите, височината на цунамито може да достигне и до 1 метар. Соединетите држави соопштија дека ќе отворат тактички и практични разговори со Русија за соработка во воени акции против исламската држава во Сирија. Сепак, како што соопшти портпаролот на Белата куќа, Џош Ернст, Вашингтон и натаму инсистира Русија да не се обидува да ја поддржува владата на сирискиот претседател Башар ал-Асад. Русија распоредува голема воена сила во западниот дел на Сирија. Германската компанија Мутанокс одбила да им продаде на унгарците меѓу 9 и 10.000 ролни бодликава жица. Унгарија сега ќе мора жицата да ја купи од кинеска компанија. Доколку им ја продадале на унгарците, тие на бодликавата жица ќе заработеле неколку стотици илјади евра. Унгарија веќе крена ограда долж границата со Србија, а денес се работи на оградата на делови од границите со Хрватска и со Романија. Во јапонскиот парламент изби тепачка околу дебатата за тоа дали јапонската војска треба да оди во борба надвор од својата земја прв пат по неколку децении. Причината за насилството е што дел од пратениците не сакаат јапонските војници да одат на боишта каде би ги штителе интересите на своите сојузници, дури и во случаите кога нема директна закана за Јапонија. Јавноста во Јапонија пак смета дека актуелната ситуација е во интерес на земјата, а веќе беа организирани и мали протести против предлог законот. Во недела ќе се одигра редовното 7 коло во првата македонска фудбалска лига. Фудбалскиот клуб Брегалница средбата со Младост Царев двор ќе ја игра утре на стадионот во Кочани, поред тоа што во недела на стадионот ќе играат Осогово и Слогавиница. По победата на Металург Брегалница во битка за нови 3 бода. По заминувањето на Владко Костов, Штипјани неколку седмици бараа решение на клупата и тоа го пронајдоа во Јакимовски, кој веќе од ова 7 коло ќе го предводи клубот додека Игор Стојанов останува помошен тренер, а Александар Митрев тренер на голманите. Србија и Литванија денес со почеток од 21 часот ќе играат за пласман во финалето на Европското првенство и место на Олимпискиот турнир во Рио де Жанеиро. Шпанците со победата над Франција од 80 спрема 75 во финалето го чекаат победникот од овој надпревар. Овие две репрезентации имаат долга историја на меѓусебните дуели. Ривалството датира уште од времињата на поранешните држави СФРЈ и СССР, а кулминираше во финалето на Европското првенство во 1995 година. Последниот меѓусебен меч Србија и Литванија го имаа пред 2 години на Европското првенство во Словенија. Во првото коло на турнирот србите славија со 63-56, а литванците и покрај тој пораз стигнаа до финалето каде загубија од Франција. Ова беше се за денес. Ви посакуваме убав викенд. Имајте пријатна вечер.